почитуван премиер господин Зоран Заев, почитувана директорка на управата за јавни приходи господја Сања Лукаревска, почитувани вработени во управата за јавни приходи, почитувани колеги и пријатели. Управата за јавни приходи има одбрано убав ден, тоа е денот на Свети Матеј, затоа ја ќе почнам со нешто од Библијата. Значи, Значи, пред да стане еден од 12 апостоли, Свети Матеј, значи бил некој кој што собирал данок. Значи, во тоа време овие луѓе биле омразени, бидејќи собирале пари од народот, а секако денеска не е нешто поразлично. Кога Јован Крстител побарал од луѓето да се покајат, даночниците дошле до него и го прашале што треба да прават, а на нив тој им одговорил: не земајте повеќе од одреденото. Значи, секако дека тоа е задачата на управите за јавни приходи на секаде, не земајте повеќе од одреденото. Но при тоа треба да се потенцира дека собирањето на даноците е клучно за функционирање на една држава. Без собирање на даноци практично нема држава, бидејќи не може да се финансира нити образованието, нити здравството, не може да се исплатат нити пензии, нити да се градат патишта или било што во државата. Затоа јас би сакал да упатам една голема благодарност за сите вработени во управата за јавни приходи, кои што ги собираат даноците во Македонија, бидејќи вие правите една важна и голема работа за нашето општество. При тоа, наша задача е во периодот што следи, управата за јавни приходи е да ги подобрува услугите за граѓаните и фирмите и да биде на нивна страна. Во оваа насока, јас со задоволство сакам да го потенцирам, тоа беше кажено и од директорката, дека управата за јавни приходи напорно работи на поедноставување на процедурите за пријавување и плаќање на данок. Едно од големите работи е граѓаните да не се мачат како до сега и да поднесуваат годишна даночна пријава, туку управата за јавни приходи по електронски пат во 2019 година од почетокот да доставува предпополнета даночна пријава за персоналниот данок на доход, значи каде што граѓаните само ќе вршат проверка, односно ќе ја потврдат или коригираат пријавата. Вака е во земјите од Европската унија и вака и треба и ќе биде во Македонија. За да се реализира ова, управата за јавни приходи работеше на подобрување на својот софтвер, а за ова доби и поддршка од Европската унија, затоа јас сакам да упатам и голема благодарност до Европската унија, бидејќи не само за поддршката за софтверот, туку и во целиот овој период во различни форми, значи дава поддршка за реформите во управата за јавни приходи, кои што значат подигнување на нивото, на квалитетот на услугите и достигнување до европските стандарди. Значи, од изградба на софтвер, па имавме пред некој ден презентирање заедно со амбасадорот Жбогар мобилни возила, па се до сериозна и значајна експертиза. Тука исто така се заблагодарувам на Холандија, која што многу значаен проект реализира во овој момент во управата. Почитувани, јас во ова прилика сакам да ви информирам дека Министерството за финансии прави реформи не само во собирањето на даноците, туку и како тие даноци ќе се трошат. Ние заедно со Европската унија во овие месеци ја финализиравме стратегијата за управување со јавните финансии 2018-2021 година. Со неа Македонија за прв пат има повеќегодишен план за реформи на сите поважни елементи на системот за јавни финансии, што е спротивно на адхок менување на елементи во системот, и сите промени се во насока на најдобрите европски регулативи и практики. Почитувани, на крајот јас сакам да ви го честитам денот на управата за јавни приходи, значи да има уште многу јубилеи, и сакам да дадам една желба по неколку години, значи евазијата на даноците да биде многу помала, а вкупните приходи на буџетот многу поголеми. Во моментов вкупните приходи на буџетот во Македонија се некаде 29% од БДП, и тоа е најниско во регионот заедно со Косово. Значи, земјите во Европската унија поразвиените имаат ниво на вкупни приходи некаде од 50% од БДП,
Ние сме далеко од тоа, но имаме огромен простор за подобрување. Исто така, повеќе да се собира од директни, а помалку од индиректни данъци, бидејќи е така поправедно. Исто така, УЈП да биде целосно на страната на граѓаните и фирмите и најважно се граѓаните и фирмите да бидат задоволни од овие услуги, да бидат задоволни од управата, бидејќи постојат земји каде што луѓето плаќаат и по 55% персонален данок со највисока маргинална стапка, а се задоволни од услугите. И секако, драги даночници, не земајте повеќе од одреденото. Ви благодарам.